Во Делчево почнува асфалтирањето на улиците со пари од Светска банка. Станува збор за средства обезбедени од проектот Македонија без кал, со кој на општините како грант им се доделија од половина до 2 милиони евра за санација на улиците. За оваа намена Делчево на располагање има 790.000 евра, а механизацијата на терен излегува во мај. Од идната недела да започнат градежните работи за реконструкција на улицата Маршал Титов во Делчево. Ќе се реконструираат 743 метри од улицата. Во рамките на проектот е предвидена изградба на објекти по должината на улицата, како изградба на потпорни зидови, дескавски пропусти и реконструкција и проширување на плочест пропуст. Освен оваа улица, подразбира и реконструкција на улицата Вера Јотич во должина од 599 метри, а исто така ќе се изгради и комплетно нова улица во населбата Спортско-рекреативен центар, односно тоа улицата број 7. На ниво на Источен регион, државата додели 8,2 милиони евра. Во останатите општини за реконструкција на улици ќе се трошат следниве суми: Берово 550, Виница 790, Зрновци 550, Карбинци 660, Македонска Каменица 630.000, Пехчево 600, Пробишти по 800, Чешиново Облешево 620 и Штип 1,2 милиони евра. Во меѓувреме, парите од државата по овој основ ги чека и Кочани, но таму се работи на асфалтирање на 11 улици со пари, исто така од Светска банка, но земени како кредит. Постигнавме вредност за тие 11 улици, за кои што пресметковната вредност беше 44 милиона, значи постигнавме износ од 37 милиона, што значи ни останаа некои 6,5 милиона денари средства неискористени, дека додатно на средства за 37 милиона кои се веќе одобрени и искористени, ќе добиеме 27% грант, а за другите 6,5 милиона кои остануваат до 44 милиона колку што ни е одобрено, работиме проекти за реконструкција на улици во централното градско подрачје. Наскоро Кочани, но и останатите општини од регионот очекуваат дека ќе ги добијат парите од грантот и реализацијата на Македонија без кал ќе започне на целиот исток.